Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски. Денеска со вас би сакал да поразговарам на тема трансферот на Карлос Саинц во Ферари, дали Карлос Саинц ќе успее да се адаптира на тимската околина во Ферари или со други зборови дали ќе успее да го наметне својот стил на возење, својот стил, својот начин на работа кон инженерите кои ќе му бидат доделени од Ферари или пак ќе биде една бледа сенка на Чарлс Леклерк кој е веќе добро вклопен во Ферари, тој е дете на Ферари, во него ја гледа иднината, има долгорочен договор со Ферари и веќе е докажан победник во тимот на Ферари, има големо искуство изминатите сезони возејќи и со Себастијан Фетел. Знаеме дека станува збор за изворедно брз, млад и талентиран возач. Од друга страна, Карлос Саинц најдобро функционира во околина каде што е опуштен, во околина каде што тој сам може полека да го наметне својот стил. Видовме дека ниту во Торо Росо, ниту во Рено не му беше дозволено да се опушти постојано тие договори на една сезона, додека прв пат каде што малку му беше даден простор да Карлос Саинц постапува како што он посакува во Мекларен, доби 2-годишен договор, малку се релаксираше и видовме дека веднаш дојдоа резултатите. Буквално Карлос Саинц го предводеше Мекларен со тие конзистентни трки, во секоја трка бодови, неколку подиуми видовме лани, дека имаше еден подиум на Монца, Саинц во изворедно блиска трка со Пиер Гасли за таа победа, по катастрофалната грешка на Мерцедес, односно на Луис Хамилтон во питстопот и оној инцидент кој токму Чарлс Леклерк го предизвика со излетувањето во параболика. Така да, едноставно сум на двоумење како ќе продолжи Карлос Саинц понатаму во својата кариера, особено во оваа транзитна година во Ферари. Верувам дека Ферари сепак, бидејќи станува збор за оваа последна година од овој сет на правила, ќе ја гледа големата слика, ќе цели кон 2022 година и ќе гледа да се консолидира годинава, да го врати тој моментум позитивен во тимот кој беше во надолна линија во прошлата сезона. Чарлс Леклерк со изворедни вожњи, неколку добри партии успеа да извади неколку солидни резултати, меѓутоа се друго беше на вистина под нивото на Ферари, далеку би рекол под нивото на Ферари. Би сакал секако, затоа и ги правам овие видеа, би сакал вашето мислење, што мислите, ќе успее ли Карлос Саинц да плива рамо до рамо со Чарлс Леклерк или едноставно ќе биде во неговата сенка. Традиционално Ферари ќе фаворизира еден возач, додека другиот возач ќе игра таа улога на поддршка, на втор возач, да му го чува грбот. Мислам дека барем оваа сезона тоа е сосема непотребно, се додека Ферари не добие болид подготвен за борба за прво место и за шампионат. Мислам дека треба да му се дозволи на Карлос Саинц да се опушти. Видовме еден трансфер од Мекларен во Ферари што пред 10 години би предизвикал една бура на реакции. Тоа би било трансфер како некој доди од Реал Мадрид во Барселона или како од Милан во Интер. Видовме дека тоа не е веќе така, дека Мекларен го испрати со едно емотивно видео Карлос Саинц во Ферари, па дури тука имаше благодарности до Ферари како нивните најголеми ривали, вечните ривали, би рекол, во Формула 1. Би сакал да го слушнам вашето мислење, ги очекувам вашите коментари. Мојот став е дека се надевам Ферари годинава ќе бидат озбилни, ќе му дадат простор на Карлос Саинц, а со тоа ќе дојдат и до подобри резултати, а од 2022 година сите карти се отворени. Па, како и секогаш, благодарам што го следите канал Формула на македонски. Subscribe доколку не сте се зачлениле, бесплатно е, за да имате увид на сите видеа како излегуваат во текот на сезоната и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!